Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на делот со одржините кои ќе следат. Извлечена е водата од околу половина од поплавените домови во Скопско, истокот со луѓе, механизација, храна, хигиенски средства и храна за бебиња помага на настраданите. По Делчево стартува програмата Општинско корисна работа. 9 невработени ќе добијат 6-месечен ангажман и ќе им помагаат на инвалидизираните и старите лица. Каратето стана олимписки спорт. Најнаградуваниот македонски каратист Емил Павлов се подготвува да обезбеди норма за Олимпијадата во Токио во 2020 година. Од денес работите на терен во Скопско за нормализирање на состојбата во регионите погодени во поплавата ги координира посебно координативно тело во соработка со армијата, но и со сите надлежни институции, државните и општинските комунални предпријатија. Околу 1000 работници и солиден фонд механизација и 150 пумпи денес осетно ја подобрија ситуацијата во поглед на расчистување на поплавените домови. Излечена е водата од половина од поплавените домови. Процесот на санирање или на надминување на штетите или пак на вадење на водата од куќите е речиси надминато. Станува уште неколку улици каде што во моментот армијата заедно со работниците од сите институции работат на повлекување на водата со пумпите кои што ги обезбедивме и со цистерните кои што ги обезбедивме. Потоа следи процес на вадење на калта од домовите и тука има неколку фази. Калта од домовите се вади во дворовите, од дворовите на улиците поминуваат камиони со скипери, се товара шутот и потоа се носи во депонија која што ја определивме. Според последниот брифинг, голем број, можеби над 50-60% од домовите во моментот се исчистени. Сега ќе направиме обиколка на теренот и очекувам во текот на денешниот ден со оглед на фактот дека имаме над 1000 работници кои што работат, огромен број на припадници на армијата кои што исто така се тука фокусирани и посветени и огромен број на механизација. Имаме околу 50 машини, камиони, скипери, багери кои што во моментот функционираат по населеното место Стајковци. Очекувам денес да има големо поместување на работите. Во исто време во соработка со Црвениот крст денес планираме обезбедување на околу 7000 оброци кои што се дистрибуираат во текот на денот. Исто така според процедурите оперативни кои што се воспоставени на терен се дистрибуираат веќе и лекови од страна на Црвениот крст. Во текот на денот исто така очекувам и куќите кои што се исчистени да започне и процесот на дезинфекција од страна на институциите под Министерството за здравство и со тоа се почне и со она превентива за спречување на поголема епидемија или пак заразни болести. Извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ на синокешната седница одлучи да се формира партиски солидарен фонд за помош на семејствата чии домови беа оштетени во елементарната непогода, информираат од партијата. Сите избрани и именувани функционери на партијата на државно и локално ниво наредниот период ќе донираат еднократна помош од по 30% од платите и надоместоците во солидарниот фонд, а по завршувањето на акцијата средствата ќе бидат префрлени за помош на оштетените граѓани. Освен финансиската помош, договорено е да продолжат организираните активности на терен преку собирање на донации на храна, вода, средства за хигиена и останата помош која им е неопходна на погодените. Продолжуваат и активностите за директно вклучување на партиски членови и активисти во најпогодените региони за расчистување и санирање на штетите од невремето, се вели во соопштението. Сите избрани и именувани функционери од ВМРО ДПМНЕ ќе донираат еднократна помош од 30% од платите и надоместоците за помош на оштетените граѓани од саботното невреме. Ова го потврди лидерот на партијата Никола Груевски при денешната посета на новиот пункт на Црвениот крст во основното училиште Наум Наумовски Борче во Скопско Маџари.
50 тони вода, 18 тони конзервирана храна, 25 тони хигиенски средства и 10 тони бебешка храна собра Црвениот крст во источниот регион. Хуманитарните акции во скоро сите општини на истокот продолжуваат со работа. Утре рано наутро во Скопје заминува Штипската општинска администрација. Истокот за само 3 дена за семејствата во поплавените подрачја во Скопскиот и Тетовскиот регион донираше над 50 тони вода, конзервирана храна 18 тони, околу 25 тони хигиенски средства и 10 тони бебешка храна и средства. Пунктовите во сите општини ќе бидат отворени до крајот на неделата, а доколку има потреба и наредната недела, на граѓаните ќе им биде овозможено да донираат. Општинската организација на Црвен крст Штип и денес, трети ден, ја продолжува хуманитарната акција за помош на поплавените семејства од Скопскиот и Тетовскиот регион. До сега, сме задоволни од одзивот на граѓаните. Има собрано некаде над 3 тони вода, над 1 тон храна, хигиенски средства, се оно што е потребно за овие поплавени семејства. Освен донации со храна, вода и хигиенски средства, граѓаните активно донираат и парични средства на сметката на Фондот за солидарност и телефонскиот број 143 400. Се собрани над 12 милиони денари на сметката на Фондот за солидарност и телефонската линија која што е отворена за донација, тоа е 143 400. И констатација е дека луѓето избрале полесен начин за донирање, односно преку вртање на телефонскиот број 143 400. Во изминативе 3 дена на помош за санирање на штетите од поплавите во Скопје, покрај тимовите на територијалните противпожарни единици и одделенијата за заштита и спасување, од денес им се приклучија и тимови од јавните комунални претпријатија. Од изутрина во расчистување на штетите од поплавите во Скопје се ангажирани вработените во Штипското јавно претпријатие ИСАР, 40 вработени во водостопанство Брегалница и 10 вработени во комуналното јавно претпријатие Водовод од Кочани. Екипа од 10 вработени во јавното претпријатие Камена Рехон Македонска каменица, како и општина Чешиново Блешево. Утре рано изутрина и Штипската општинска администрација, заедно со градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, ќе замине во Скопје, каде ќе помогнат во расчистување на домовите кои настрадаа во поплавите. Со грант од 300.000 денари, Сдруженијето на граѓани Благородна мисија од Кочани работи на проектот Подадена рака. Проектот има за цел да ја подобри работата на Центарот за донации кој работи во состав на ова здружение. Освен жителите на општина Кочани, ќе бидат вклучени жителите од соседните општини. 9 лица од Делчево ќе добијат работа во времетраење од 6 месеци со скратено работно време. Општина Делчево го објави огласот според кој преку програмата Општинско корисна работа 9 лица ќе добиваат по 6.200 денари месечно со вклучен персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување. Програмата е финансиски поддржана од Обединетите нации, односно од UNDP програмата во Република Македонија и општина Делчево. Како главна цел на проектот е да се унапреди системот на обезбедување на социјални услуги на локално ниво преку промовирање на партиципативен пристап во дефинирањето на потребите и дизајнирањето на услугите преку активно вклучување на невработените лица кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот. Јавниот оглас е објавен на веб страницата на општина Делчево. Исто така по конкретни, подетални информации може да се обратат сите заинтересирани целни групи кои што може да аплицираат кај мене, Џулиета Мемедова во Центарот за вработување при АВРМ на Република Македонија кај господјата Билјана Прачковска и во јавната институција Меѓуопштински центар за социјални работи кај директорот, имено кај господинот Александар Николовски. Целни групи кои што ќе можат да се вклучат во оваа програма се невработени лица, млади до 29 години со ниски квалификации, роми, невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија најмалку 1 година и млади невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија најмалку 6 месеци. Исто така ги информирам сите крајни корисници, имено корисниците кои што имаат потреба да ги посетат мобилните тимови за стари изнемоштени лица, да дојдат да се пријават кај мене во општина Делчево секој ден од 8 до 16 часот. Јавниот оглас е објавен на 8 август и ќе трае до 19 август.
Со грант од 300.000 денари, Сдруженијето на граѓани Благородна мисија од Кочани работи на проектот Подадена рака. Проектот има за цел да ја подобри работата на Центарот за донации, кој освен во состав на ова здружение работи ќе бидат вклучени и жителите од соседните општини. Сдруженијето на граѓани Благородна мисија од Кочани стартуваше со нов проект добиен од владата на Република Македонија под наслов Подадена рака, кој има за цел да ја подобри работата на Центарот за донации кој работи во состав на ова здружение. Значи, сега со дојавувањето на проектот од владата на Република Македонија се овозможија, се даде можност овој донаторски центар да функционира секој работен ден, значи и да им овозможиме на граѓаните од Кочани да донираат работи кои што не им се потребни секој работен ден во периодот од 10 до 13 часот. Значи, просториите се отворени и за донација, меѓутоа и за подигање на работи кои што се потребни на сиромашните слоеви. Средствата од грантот од 300.000 денари се наменети за работење на Центарот за донации, кој е сместен во поранешните простории на Центарот Порака во Кочани. Донаторот кој што донираше ги посетуваше просториите на Благородна мисија, од сега понатаму не мора тоа да го прави, односно со свртувањето на бројот 078 297 905 контактира со лицето кој што е одредено за донации, се земаат производите со превоз од наша страна, така да донаторот нити губи време, нити губи средства, се донира само производите и производите се носат во Благородна мисија. Овде се сортираат според возраст и според времето на носење на самите производи. Исто така сакам да нагласам дека не се сведуваме само на облека и обувки, туку можат нашите граѓани да донираат и некоја опрема за старена доколку не ја користат, а се наоѓа луѓе кои што им е потребна таквата, постелнина, садови за домаќинство, исто на тој принцип. Проектот ќе се реализира до крајот на оваа година и во него ќе бидат вклучени 2 волонтери, а покрај жителите од територијата на општина Кочани, исто така ќе бидат вклучени и жителите од соседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. Во организација на Сдруженијето на пензионери на Кочани, утре во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во селото Пантелеј Кочанско ќе се одржи традиционалната 11-та поред средба на пензионерите од Македонија. На средбата ќе присуствуваат пензионери од пензионерски здруженија од цела Македонија. Се очекува на отварањето на средбата присутните да ги поздрават претседателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија Драги Аргировски, претседателот на општина Кочани Радко Димитровски, како и претседателот на Кочанското пензионерско здружение Ѓорги Серафимов. За присутните на собирот ќе биде организирана и културно-уметничка програма, а посетителите ќе можат да го посетат манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон со двете манастирски цркви. Посетителите исто така ќе се запознаат и со природните убавини на селото Пантелеј и неговата околина. Средните училишта се подготвуваат за вториот уписен рок на 24 август. Во Средното медицинско училиште во Штип има место за 20 ученици. Додека матурантите размислуваат и ги подготвуваат документите за уписи на некои од факултетите, учениците кои завршија 9-то одделение, а кои се уште немаат одлучено каде ќе го продолжат образованието, се подготвуваат за вториот уписен рок. За вториот уписен рок се подготвуваат и средните училишта, а во едно од нив, Медицинското средно општинско училиште Јане Сандански во Штип, велат дека во првиот уписен рок аплицирале 174 ученика, а остануваат места за уште 20-тина. Некои незванични информации кажуваат дека имаме ние најмногу ученици интересенти. Очекуваме одобрение од Министерството да се спуштат бодовите за прием на учениците, бидејќи и тоа ви е познато дека стартуваме со најголемо ограничување по однос на бодовите, во однос на останатите занимања. Според Илиев, дисхармонијата во бројката на ученици е резултат на промената на системот, односно воведување на деветолетката, зашто се надева дека веќе од наредната година состојбата ќе се нормализира. За сега, како и досега, во Штипското медицинско училиште најголем е интересот за профилот медицинска сестра.
Пред се медицинска сестра е главният ударен профил, на кој имаме најмногу гужва. Не се подолу соодветно на статистиката на намалување ученици се и останатите профили. По ранг листа како од интерес на ученици како би ги наредил, некако е профилот физиотерапевски техничар, тоа е исто интересен профил. Меѓутоа стандардни се забни техничари и фармација, каде што исто би страшно добри ученици, така дека училиште се држиме на ниво кое сакаме да го држиме. Вториот уписен рок за средните училишта е предвиден за 24 август. Селото Бигла ги собра иселениците во родната Грудка. 8 години поред семејството Васеви ги собира иселениците, роднините и пријателите на заедничка дружба и за подсетување на некогашните времиња. Дека каменот си тежи на своето место уште еднаш потврдија самите иселеници. Тие и годинава не заборавајќи го родното место, за своите роднини и пријатели организираат заеднички средби, а таков е случајот и со иселеникот Бошко Васев од село Бигла. Нормално каменот си тежи на своето место, кога се вратиме овде, добиваме емоции. Секој камен кој сме го ритале пред 30 години, осеќаме се посебно. Јас на татко ми реков, јас сам последен член од фамилијата овде роден на ова прекрасно место, на овај рит овде во село Бигла и сакав да се задржи овде малку традиција и затоа срушивме старата куќа, доградивме, модернизиравме и собираме се сите во август, сите иселеници овде во Македонија и затоа да ги почастиме роднини, пријатели. Покрај тоа што се овде да го видат родното место, иселениците планираат и понатамошни зафати во нивните родни грудки. Она што го најави неговиот татко Зафир, кој што е повратник во Македонија, а тоа е проширување на капацитетите на својот имот, го потврди и неговиот син Бошко, кој вели дека ќе продолжат со изградбата на поголем туристички комплекс за престој на гости добронамерници. Нормално, татко ми најави пред неколку месеци од ваша страна што имаше прилог снимано овде во нашето прекрасно село, дека ќе изградуваме овде. Уште ќе продолжиме со изградувањето и тоа го поддржувам 100% и се идентифицирам со тоа и мислам дека треба народот овде да инвестира во ова прекрасна држава. Инаку иницијативата за заедничката дружба на фамилијата Васеви започна пред 8 години. Традиција со која се гордеат и најмладите членови на семејството, бидејќи како што велат тие, ова е можност роднините и пријателите 8 година поред да бидат повторно заедно. Секоја година ми се многу допаѓа, оти тука е потецото на дедо ми, баба ми, татко ми. Многу се гордеам со това, што правиме секоја година 9 август. Баш ми е фино, баш ми е убаво, това е нешто многу јако направено. И изненаден сум, баш убаво, 8-та година сега правиме. Ова е уште еден од многуте настани кои покажува дека родната Грудка е помила од било што на светот. Најмалку 11 новороденчиња загинаа во пожар кој го зафати породилиштето во болница во Багдад. Пожарот избумнал ноќеска и ирачките власти велат дека е започната истрага за да се види дали пожарот е предизвикан од дефект на електричниот систем. Некои бебиња се уште се водат за исчезнати. Родителите бараат одговори од властите, а од одделот во друга болница се префрлени 29 роделки и 7 бебиња. 27 годишната Ванеса Маркот, менаџерка во Google, исчезна во неделата попладне. Полицијата го пронајде незиното мртво тело во близина на домот на незината мајка во Принстон. Телото е пронајдено во шума, а полицијата се сомнева дека девојката е силувана, убиена и запалена. Околностите на злосторството се ужасни, рекоа во полиција. Истрагата е во тека, полицијата се уште не знае дали Ванеса била случајна жртва или пак тоа и е намерно направено. Компанијата Google изрази сочувство на семејството на убиената Ванеса. 3 лица се полесно повредени синоќа при напад врз автобус со новинари кои известуваат од Олимписките игри во Рио, изјави портпаролот на организацијскиот комитет Марио Андрада. Повредените се новинари од Турција, Аргентина и Белорусија. Неколку прозорци на автобусот биле искршени откако се погодени од куршуми или камења во реонот на фавелата Сидади ди Деуш, што во превод значи градот на Господ. Автобусот се движел од спортскиот комплекс Деодоро кон главниот прес-центар. По нападот возилото го продолжило патот со воена придружба.
Каратето е официјално олимписки спорт. Оваа историска одлука ја донесе Меѓународниот олимписки комитет на 129-та сесија во Рио, ставајќи го каратето како спорт на програмата на Олимписките игри во Токио во 2020 година. Со ова се оствари сонот на милиони каратисти во целиот свет да станат дел од олимпиското семејство. Ова за сите каратисти е голема мотивација и голем предизвик, изјави најдобриот каратист во Македонија, освојувачот на бронзен медал на првите европски олимписки игри во Баку, Емил Павлов. Ова е остварување на сонот на сите каратисти низ целиот свет. Така ова е остварување на мојот сон. Уште од кога бев мал сонував, кога гледав овие олимписки игри, сонував еден ден да се најдам на олимписките игри. Ете, Светската карате федерација заврши на голема работа со тоа што Меѓународниот олимписки комитет го вклучи каратето на програмата на Олимписките игри во Токио 2020 година. Ова за сите каратисти е на голема мотивација, еден голем предизвик. Еве сега што не очекува е една голема работа, бидејќи овие 4 години ќе дојдат многу брзо. Уште од сега ги почнавме подготовките за Олимписките игри во Токио. Павлов е оптимист, вели дека Олимпијадата е неговиот најголем предизвик и се надева дека Македонија во 2020 година ќе има свој представник во каратето, а патот дотаму ќе биде навистина тежок. Се надевам дека во 2020 година Македонија ќе има представник на овие игри токму со обезбедена на олимписка норма, а зошто да не и Македонија после подолго време да се радува и на олимписки медал. Ќе биде екстремно многу тешко, бидејќи ќе има само 3 категории, досега имаше 5. Се уште не се знае кои се критериумите, но знам дека ќе биде многу тешко, но се надевам дека и државата ќе обезбеди многу подобри услови за што подобро да се подготвиме и да оствариме она зацртана цел настап на Олимписките игри во Токио. Управното тело на Олимпијадата одобри 5 нови спортови кои ќе бидат дел од летните олимписки игри во 2020 година во Токио. Покрај каратето, меѓу останатите спортови кои ќе бидат дел од олимписките игри во Токио се и бейсбол, софтбол, скейтборд, сурфање и спортско качување, кои ќе опфатат 18 дисциплини, што ќе значи дополнителни 474 надпреварувачи, па нивниот број во Јапонија по 4 години ќе достигне 11.000. Ова беше се предвидено во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.